По 5-ти јубилеен пат на сцената на Националната установа Центар за култура во Крива Паланка се одржа франкофонски спектакл на кој учениците од основното Јоаким Крчовски и од гимназијата Ѓурче Петров ги презентираа знаењата, вештините и талентите, и тоа на еден од најзборуваните светски јазици. И годинава изведбите на младите франкофони од градот ги следеше преполната сала, а меѓу присутните гости беше и амбасадорот на Франција Кристијан Тимоние, кој претходно оствари средба со градоначалникот на Крива Паланка и ги разгледа знаменитостите на градот. Тимоние истекна дека во Крива Паланка нашол еден мал дел од Франција. Мојот впечаток е дека најдов еден мал дел франкофонија и Франција во Крива Паланка. Навистина бев импресиониран од топлиот пречек од страна на господинот градоначалник на Крива Паланка и од динамиката на оваа вечер, на представата која што ја отсликува динамиката и на градот. Го посетив манастирот и ја видов младината, дознав многу за историјата на овој град, која што е многу богата, и мислам дека во својата историја ќе пронајде сила која што ќе го проектира градот Крива Паланка кон иднината. Франкофонската вечер со која се збогатува културната понуда во градот секоја година е проследена и поддржана од градоначалникот. Наистина имавме еден убав настан, една убава вечер на кој ни ја приреди учениците од основните училишта и од гимназијата. Навистина тежината на самиот настан беше збогатена и со присуството на почитуваниот господин амбасадор. Децата ни покажаа што научиле, како научија низ игра, низ песна, низ скечови. На моје огромно задоволство, верувам на колешките, го дочекавме првиот јубилеј за одржување на франкофонска вечер во Крива Паланка, значи 5 години од постоењето на франкофонска вечер во Крива Паланка. И на моје огромно задоволство, среќна сум што секоја година имаме се повеќе и повеќе учесници. Имаме се повеќе и повеќе ученици кои сакаат да учествуваат на оваа манифестација. Сметам дека учениците веродостојно ги покажаа своите знаења и умења по француски јазик, се она што е стекнато на часовите и вон часовите. За сите оние надпревари, проекти кои што ги работиме, се она што сиот оној труд што го вложуваат, сметам дека вечерва имавте можност да го видите. Учениците од нашата гимназија се представија со скеч во ресторан и со една дебата која е подобар, дали французинот, италијанот, македонецот, како и со неколку шансони, значи 2 песни. И мислам дека по реакцијата на публиката можам да забележам дека публиката уживаше, верувам дека и учениците кои што глумеа уживаат, значи глумејќи на јазикот кој што го изучуваат, значи на јазикот кој што се зборуваат, значи на секаде во светот, тоа јазикот на романтиката, јазикот на модата, на љубовта. Со несмален ентузијазам, сите инволвирани во организацијата на франкофонската вечер во Крива Паланка продолжуваат да ја промовираат француската култура и традиција преку посветено изучување на францускиот јазик.